Жените сакаат мир, сигурност, а нивното вклучување во донесувањето на одлуки може да биде клучно. Може да играат клучна улога при преговорите за мир и разрешување на конфликти и заложби за мир. Тие се секогаш поодржливи кога жените ги сметаме за еднакви партнери во спречувањето на насилство и преговорите за мир. Ова е денешната тема. Факултетот за безбедност во Скопје постои од 1977 година. Тоа е факултет за безбедност кој што образува кадри во областа на безбедноста. Можам да кажам и тогаш како студент на 11-та генерација, а и денес како редовен професор, дека од секогаш заинтересираноста за студирањето на овој факултет од припадничките на женскиот пол била доста изразена. И тогаш постоеле бројни припаднички кои што го завршувале факултетот како дипломирани криминалистки, а можам малце поконкретно да кажам и за денешните услови, а тоа е дека отприлика околу 65% од студентите денеска на факултетот за безбедност се припаднички од женскиот пол. Тоа најверојатно се должи прво заради нивната заинтересираност, а второ и заради начинот на запишување на факултетите кој што денеска се базира на успехот од средно образование и веројатно ученичките се малку подобри во однос на успехот во средното образование, на што се резултира и големиот број на студентки на факултетот за безбедност денес. Започнувајќи од самото студирање, сакам да кажам дека девојките навистина се во целост рамноправни во однос на студирањето. Ние како факултет за безбедност имаме многу специфични вештини кои што се проучуваат на факултетот, почнувајќи на пример од специјалното физичко образование, каде што девојките заедно со своите колеги студенти учествуваат во борилачките спортови, во реализација на сценарија за самоодбрана. Исто така имаме една многу интересна и значајна активност, тоа е логорување, каде што се присутни одреден временски период во природа, таму изведуваат полициски тактички вежби и задачи, каде што студентките навистина рамноправно со своите колеги студенти ги извршуваат сите полициски овластувања. Дури би можела да кажам дека се забележува од нивна страна и една поголема проактивност и желба за докажување. Така да навистина можеме да кажеме дека постои една средина за учење која што погодува и за студентите и за студентките подеднакво. Моето долгогодишно искуство во службите за безбедност укажува дека секогаш постоеле припаднички на женскиот пол кои што се застапени, порано можеби помалку, денеска претпоставувам дека е тоа поголем број на застапеност. Меѓутоа, она што сакам да го кажам, а тоа е дека навистина сме се чувствувале навистина со еднаков статус како со нашите колеги. Не сме забележувале никаков процес, јас можам да кажам во моје лично име, нели, на дискриминација или на некое родово нееднакво третирање. Напротив, колегите биле многу кооперативни, со голема поддршка кон нас, постарите колеги не менторирале и се обидувале да постигнат едни врвни професионалци од нас. Со оглед на фактот дека сум работела цело време во оперативната дејност на службите, можам да кажам дека претежно колегите беа од машки пол, нели, меѓутоа секогаш сме имале професионална соработка во целост. Научно е докажано дека жените во делот на разузнавањето се особено успешни. Тоа е заради моментот кога се води информативниот разговор со одредени личности, жените искажуваат повеќе емпатија, сочувство, разбирање. Тоа би значило дека и самите соговорници се подобро ориентирани да соработуваат со женските припаднички. Меѓу 5,69% и 8,97% од припадниците на вооружените сили на државите од Западен Балкан се жени. Во копнената војска жените се застапени помеѓу 3,85 и 4,93. Еднаквоста на жените е клучна за поголема безбедност, мирољубиви и демократски општества. Според податоците од Европскиот институт за родова еднаквост, процентот на жените во секторот безбедност е околу 20%, што заостанува зад препорачаните 30% и е далеку од еднаквост. Работев во аналитика, каде што претежно беа жени. Не сум почувствувала никаква дискриминација, дури во ситуации кога сме работеле со колеги, можам да кажам дека сме били привилегирани. Меѓутоа, мислам дека постои прво во однос на вработување, бидејќи сепак како безбедносен сектор, мислам дека примат имаат машкиот пол. Дали ги третираат како по издржливи
неспособни, меѓутоа како поиздржливи, дали заради отсуствата на жената, породилно или болесна дете или такво, може би заради тоа. Меѓутоа, во денешно време, мислам и дека тука треба да се направат некои напори да можат и мажите да отсуствуваат од работа, односно да бидат рамноправни во тој поглед. Промовирањето на политиките за рамнотежа помеѓу работата и животот, како што се родителското отсуство и флексибилното работно време, помагаат да се направат полициските кариери подостапни за жените, а се воведуваат и задолжителни квоти во полициските сектори. Преку такви квоти, Шведска има една од највисоките пропорции на жени во полициско работење во рамките на ЕУ, повеќе од 40% од нововработените во последните години да се жени. Според бројни истражувања, улогата на жените во полицијата е многу важна, смета Бранислава Стојчевски, началничка на секторот за меѓународна полициска соработка. Ова особено се нагласува во месецот на жената. Во полициската средина, која што е доминантно машка средина, истата таа средина доживува трансформација во последно време со се по-големиот број на жени кои што се вклучуваат во полициските редови. Во минатото состојбата била поразлична. Жените се соочувале со доста предизвици за приклучување во полициската професија, меѓутоа сето ова сега се подобрува. Од аспект на важноста на улогата на жените во полицијата може да се каже дека истражувањата покажуваат дека учеството на жените во полициската професија ја подобрува работната атмосфера. Мешаните тимови на мажи и жени даваат поголем придонес и успех и резултати во работата. Се појавува комплементарност во самото работење. Жените поседуваат висока емоционална и социјална интелигенција, која е мощна значајна во овој сектор. Истражувањата кои покажуваат дека жените се надарени со висока емоционална интелигенција, истите поседуваат вештини како што се социјална интуиција и со самото тоа придонесуваат за подобро разбирање на потребите од страна на заедницата, на граѓаните на кои им служиме, исто така и за разбирање и поддршка на колегите со кои работиме. Во земјите од Европската Унија функционира и меѓуресорска соработка со организации како Европската мрежа на полицајки, кои заедно со програмите за финансирање, како Хоризонт Европа и програмата за права, еднаквост и граѓанство, финансираат проекти насочени кон подобрување на родовата еднаквост во полицијата. Голем е предизвикот за балансирање на работата и приватниот живот на работниците, на вработените не само во полицијата, туку и во останатите сфери во општеството, на пазарот на трудот и исто така и во нашата професија во полицијата доста често се соочуваме со овие предизвици. Предизвиците не се само препишани на жените, меѓутоа со овие предизвици се соочуваат и мажите за балансирање на приватниот и професионалниот живот. Политиките за унапредување на состојбата, за полесно балансирање и овозможување на рамнотежа може да придонесат, особено родителското отсуство, кое што сега знаеме дека и таткото може да добие отсуство за да може да помогне во грижата и одгледувањето на децата, со што ќе исполни неговата општествена улога за навршење на семејните обврски и давање поддршка во одгледување на децата, но со самото тоа жената се чувствува и по релаксирана, без стрес, да може да се посвети на својата кариера. Европската директива за еднаков третман забранува родова дискриминација при вработување, вклучувајќи регрутирање, унапредување и работни услови. Значи, на глобално, на светско ниво, во различни региони во светот, вкупниот број на жени кои што се присутни во безбедносниот сектор, во полициските служби, варира од 6% до максимум 20% во зависност од регионот, со честни исклучоци во некои држави каде што процентот е малце повисок. Европската директива за еднаков третман од 76-та година се однесува на примена на принципот за еднаков третман на жените и мажите во однос на пристап кон вработување, обука, напредување на работното место и работните услови. Тоа подразбира заштита од дискриминација по основа на пол, директно или индиректно,
особено со поглед на брачниот или семејниот статус, предрасуди кон одредбите во однос на заштита на жените, особено при бременост или мајчинство, предрасуди кон мерките за создавање еднакви можности за мажите и жените. Примена на принципот за еднаков третман значи дека нема да постои никаква дискриминација врз база на пол во услови, вклучувајќи ги и селективните критериуми за пристап кон сите работни места или позиции во било кој сектор или гранка на активност и кон сите нивоа на хиерархијата. Искуствата од развиените држави покажуваат дека полициските службенички и припаднички на полициските единици можат многу успешно да разрешуваат ситуации што вклучуваат родово базирано и семејно насилство, каде што жртвите се жени и деца. Јас повторно ќе се вратам на институцијата во која јас сум работела, без оглед на тоа што сме имале соработка и со другите безбедносни институции, едно Министерство за внатрешни работи кое што има многу надлежности. Јавен ред и мир, безбедност, сообраќај, спречување откривање на кривични дела, доколку жената е повеќе застапена и се најде на некои вистински позиции, може и како да даде придонес во откривање и спречување на кривичните дела. Бидејќи жената некогаш може многу полесно да се снајде во однос со друга жена ако станува збор за сексуални насилства, за насилства врз девојчиња, семејни насилства и така натаму, во однос на работа со деца. Знаете, жените имаат многу вештини кои што можат да ги искористат доколку навистина се најдат на одредени позиции во некоја таква безбедносна институција и доколку се искористат нејзините капацитети, таа и како може да даде придонес за подобро функционирање на безбедносната сфера. Институтот за жени, мир и сигурност при Американскиот универзитет во Џорџтаун, во соработка со Институтот за истражување на мирот во Осло, ги зел предвид глобалните разлики помеѓу земјите кога го мерил учеството на жените во општеството, чувството на безбедност и изложеност на дискриминација, кои се клучни показатели на положбата на жените во некоја средина. Резултатите од истражувањето посочиле на големи разлики во положбата на жените помеѓу земјите, но и фактот дека не постои ни една држава на светот со совршен резултат, ниту пак со целосно негативен. Каква е застапеноста на жените во безбедносниот сектор во нашава земја? Вака, ситуацијата е различна во различните министерства и агенции. Како најударна сила е Министерството за внатрешни работи, се разбира. И статистичките податоци, кои што за жал не се апдейтирани се уште на Министерството за внатрешни работи, ова се некаде од крајот на 2023, почетокот на 2024, велат дека околу 21% од вкупниот број на жени од вкупниот број на вработени во Министерството за внатрешни работи се жени. Односно 78% се мажи. Но ова не е правата слика, вистинската слика. Зошто? Затоа што гледајќи каде се тие застапени, можеме да видиме многу интересна состојба. Например, мажите во најголем број се застапени во делот на униформираните полициски службеници, таму се со 58% и околу 14% се во делот на инспекторскиот кадар или лицата во цивилка, ние што ги викаме цивилни, што не се во униформа, а овде жените се застапени само со 14%. Значи, во оперативните служби се застапени со 14%. Во делот на останатите служби, кај овластените службени лица, некај полициските службеници, тука ситуацијата имаме една воедначеност. Околу 7% се мажи, 7% се жени. Кои се тие служби? Тоа се управните служби, пасоши, лични карти, правните служби, финанси. Значи, овде сме рамноправни со мажите. Но кога зборуваме за некоја родова рамноправност во Министерството за внатрешни работи, треба да се има во предвид дека Министерството за внатрешни работи е една од функциите е зачувување на безбедноста во државата. Сега, колку овде жените можат да се вклучат и во што можат да се вклучат? Сигурно, ако запослите жени да се еднаков број во специјалните единици, во оние борбените единици, ние сметаме дека тогаш и борбената готовност би се намалила. И тоа не е поентата
да бидеме воедначени во тој дел, но треба да ги има толку колку што некоја жена сака да биде вклучена во тој дел. Бидејќи имаме способни жени кои што се надоградуваат буквално како во смисла на физичка издржливост, физичка способност да ги поднесат сите предизвици на тој тип на работа. Значи типовите на работа се различни во министерството во завис од тоа во која единица или каде припаѓате, во кој сектор припаѓате. И за поздравување пред 2-3 години веќе имаме и жени во овие специјални единици, односно во единицата Тигар, и мислам дека тие може да дадат свој придонес во остварувањето на оваа безбедносна функција тогаш кога треба. Кога јас почнав да работам, имаше многу малку жени во цивилниот дел, односно во инспекторскиот дел. И навистина се броевме на прсти кога почнувавме со работа. Но сега, верувајте дека се побројни се жените како во оперативните сектори и тоа компјутерски криминал, економски криминал, финансов криминал, финансиски истраги, криминалистичко разузнавање, анализа, навистина имаме добри аналитичари, но покрај жени имаме и добри аналитичари мажи. Бидејќи порано тоа беше професија на жените, што не е така. Буквално. Бидејќи јас од моје лично искуство можам да кажам дека и мажи можат да бидат многу добри криминалистичко-разнавачки аналитичари. Сега кога зборуваме за оперативните сектори, например, конкретно јас сум работела во единица за сузбивање на недозволена трговија со дрога. Верувајте, имаме колешки кои што навистина знаат да ја остварат оваа нивна функција. Зошто? Понекогаш се многу добри играчи во одредени ситуации кога треба да се симулираат некои активности во одредени оперативни акции. Уште кога не беше формиран одделот за прикриени операции, јас и една моја колешка го промивме мразот во далечната 92 година и бевме на некој начин прикриени агенти. Никој не приметуваше и никој не предпоставуваше дека ние сме полициски службеници. Неколку полициски акции во тоа време завршија со одличен успех. И ние едноставно го пробивме патот на другите жени да почнат да работат и на овие работни места, што до тогаш не беше случај. Би сакала да споделиме неколку интересни податоци поврзани со позицијата на жените на раководните позиции. Се чини дека тамо статистиката укажува дека малку се помал бројот на жени присутни на овие позиции. На што се должи тоа? Дали може би и на стереотипите кои што се присутни, дека жените не се подготвени за да бидат лидери во овој сектор? Па зависи во кој дел и во кој сектор. Ако го земете примерот со Агенцијата за разузнавање, таму 45% од раководниот кадар се жени. Додека во Министерството за внатрешни работи тоа не е случај. На раководни позиции, мислам според последната статистика што имаат објавено, се околу 100 жени, од кои 39 или 40 се она категорија Б, односно надлежни на целата територија на државата. И најголем дел од тие жени се во делот на правните служби, на управните служби, во делот на финансиите, но во оперативните сектори тука застапеноста е многу помала. И овој дел е интересен и предизвик за мене, како поранешен вработен во Министерството за внатрешни работи, е да имаме жена началник на сектор за внатрешни работи, како што е, например, Скопје, Битола, Охрид, зошто да не? Парафразирам зошто жените многу потешко доаѓаат до раководните позиции. Според мое мислење, има повеќе фактори во однос на тоа. Да, стереотипите се присутни и многу повеќе како жена треба да се потрудите да стигнете до такво работно место. Битни се вашите компетенции, битна е довербата од колегите што ќе стекнете, но верувајте, многу жени не се ни охрабруваат да аплицираат на работни места на такви раководни места. Зошто? Може би недоволна обука,
можеби страв од непознатото, можеби страв дека треба да им парираат на колегите, мажи, па можеби и домашните обврски кои што ги жената е столбот на семејството, можеме слободно да кажеме, бидејќи во зависи од која фаза во животот сте, тоа бара дополнителен напор. Доколку имате мали дечиња, вие не морате и таа компонента, нормално да бидете прав родител, односно да ја остварите и таа своја животна функција, така? Доколку сте во некои години кога децата ви се малце така поголеми, тогаш вие можете многу повеќе да се посветите на работата што ја работите и секако најбитно е кој ви е партнерот. Дали тој ве поддржува? Доколку немате партнер кој што ве поддржува, бидејќи, верувајте, работниот ден може да ви започне са бајле од 8 часот или од 6 или од 5 са бајле, во зависност на кое работно место сте или во зависност од тоа дали има одредена моментална операција што се одвива. И можете 2 дена да не си дојдете дома. Каде е тука балансот помеѓу работата и семејството? Во многу земји во западниот дел се посветува внимание со цел да се овозможи жената да го добие она што е неопходно со цел да овозможи кариерен развој. Па, мислам дека и во нашата држава се оди со чекори напред и според колективниот договор во Министерството за внатрешни работи е на пример една од новините да може жена која што дои, има мало детенце, може да биде ослободена од 1 час и половина да оствари таа обврска. Друго, без согласност на полицискиот службеник, не може вашиот раководител да ве ангажира прекувремено или во ноќни часови, кој што е една придобивка која што жените во Министерството за внатрешни работи преку нашиот македонски полициски синдикат се избориле, но навистина е тешко да го избалансирате сето тоа. Македонија важи за лидер по бројот на жени во униформа во рамките на Министерството за образование, во рамки на Министерството за одбрана во нашиот регион. Зошто е тоа така? Па ја мислам дека не е во армијата, туку повеќе во Министерството за одбрана, бидејќи таму има и доста административни службеници, но за поздравување што се повеќе жени се охрабруваат дали како професионални војници, дали како веќе имаме и жена наша аѓутант, така, на председателот на државата. И на претходниот, мислам дека и на сегашниот, и тоа е за поздравување. Во делот што е предизвикот во одбраната, кога сме разговарале со колешките кои што работат во армијата, вика сакаме да имаме жена генерал. Да, бројката се зголемува, но не е на задоволително ниво. Колку во таа насока се важни менторите, менторките? Имаме ли некоја таква стратегија која што може да биде успешна во поглед на вклучувањето на повеќе жени во рамките на безбедносниот сектор? Многу се важни. Менторите се многу важни и еве јас од моје искуство во минатото ние сме немале некој менторски систем, но сме учеле од повозрастните колеги, дали е маж или жена, воопшто не е битно. Но последните неколку години, благодарение на ОПСЕ, Министерството за внатрешни работи спроведува неколку годишен проект каде што жени менторки и буквално ги подготвуваат навистина за да можат да стапат на раководна позиција, да се охрабрат воопшто за да аплицираат на такви работни места и ова е за поздравување и во секој случај тука се надградуваат и капацитетите на жените во делот на менаџирање, на како да раководат буквално со одреден сектор, бидејќи можете вие да знаете, да имате многу знаење, многу компетенции, но менаџирањето и раководењето е навистина посебна работа. Не секој може да биде менаџер. Има зголемен број на жени кои што се јавуваат на факултетот за државна безбедност. За безбедност, да. Во таа насока ќе споменам и дека искуствата говорат дека имаме многу жени кои што се образуваат и во другите професии, но кога станува збор за кариерниот развој, не стигнуваат до врвот. Па
Стереотипите постојат во секој случај, поготово, нели, како викаат, полициската работа се велеше дека е машка професија, но мислам дека се отвараат полека вратите за да има напредок. Значи, од моментот кога јас сум влегла далечната 90-та година во Министерството за внатрешни работи, до сега навистина има напредок. И тој кариерен напредок некогаш се дискутира дали треба да бидат воведени квоти за ова, квоти за, не знам, за раководни позиции, па дали тоа треба ние да се броиме. Јас сум против тоа. Но сум за, ако раководните или менаџерските структури во Министерството за внатрешни работи, во одбрана, во Агенцијата за разузнавање, во АНАБА, видат дека некоја жена е способна за одредена работа, има компетенции и знае да раководи, нека и дадат шанса да го покаже тоа. Понекогаш, кога конкурираме на интерните огласи помеѓу маж и жена, некогаш предност се дава на мажите, што во зависност од тоа за која позиција се работи, мислам дека не се мажите во право. Бидејќи некогаш навистина имаме, бари јас познавам многу жени кои што на оперативни места кои што бараат на вистина, ама на вистина не само знаење, не само способност и издржливост, можат да им парираат на мажите и тоа многу повеќе. И ние сме имали наши колешки жени кои што биле и во Селект центарот во Букурешт, биле во Интерпол во Лион. Се покажале на вистина како добри менаџери или спроведувачи и на регионални и меѓународни операции. Би сакала да ги споменеме искуствата во врска со вклучувањето на полицијата и безбедносниот сектор во случај на семејно насилство, на насилство врз жените. Ми се чини дека тука поуспешно се справуваат жените. Па истражувањата тоа го покажуваат. Зошто е тоа така? Јас имам не само јас, него и други го истражувале тоа. Емпатијата е тука во прашање. Жените имаат поголема емпатија врз, поготово кога насилството се случува врз жени или врз деца. Бидејќи претпоставувам дека малку сме почувствителни од мажите, но не мора да значи и тоа. И мислам дека во овие единици кои што или сектори кои што работат баш на семејното насилство, да, во голем дел се вклучени жени. И имаше голем број на семинари, едукации, поддржани од меѓународни организации, ОПСЕ, Обединети нации, UN Women. И тука се постигна одреден напредок, но прашањето е зошто само тука жените да се подобри. Тука треба и мажите да бидат добри, бидејќи вие не знаете кога ќе ви се случи таков настан и кој ќе биде на смена. Дали ќе има жена на смена да го прифати тој настан, така. Овде е многу битна, значи МВР тука има главната улога, една од главните улоги, бидејќи најчесто прва пристапува на местото и многу е битен односот кон жртвата и многу е битна меѓуинституционалната соработка овде, бидејќи тука не е МВР главниот фактор. Тука се Центарот за социјална работа, бидејќи по правилникот и процедурите треба веднаш да се извести, во зависност од тоа нели која е жртвата, да се извести Центарот за социјална работа. Па ако треба да се оддалечи насилникот од домот, пазите, тоа е негов дом. Треба таткото, например, да го оддалечите од местото на живење. Тоа не е едноставна работа, ама за тоа треба да добиете соодветна наредба, буквално, и можете привремено да го оддалечите, но не можете стално. Мора да има понатаму целата судска постапка да се води нели во тој дел. И ова прашање е многу интересно, бидејќи им на имотниот лист и таткото се води. Така, како собственик на станот. А нели собственоста е неприкосновена по нашиот устав, така? И како вие сега ќе го оттрнете од неговиот дом. Значи, има тука многу интересни моменти кои што се предизвици и за полицијата, и за Центарот за социјална работа, па тука си и овие шелтер центрите и невладените организации кои што се занимаваат и помагаат да во врска со ова прашање. Така да оваа тема
не само кај нас, него и во европските држави е топ тема која што се држи секогаш на високо меѓу приоритетите. Дијана Голубова на почетокот од нејзината кариера била ангажирана според нејзината професија – преведувачка. Во периодот на формирањето на Агенцијата за разузнавање и се пружила шанса да стане дел од првиот тим. Ова бил силен предизвик за неа. И тоа беше голем предизвик за мене, бидејќи бев млада. Сакав да придонесам кон заштитата на безбедноста и суверенитетот на нашата држава и се испостави дека го направив најдобриот избор во тој момент, затоа што јас ќе кажам дека Агенцијата за разузнавање има исклучително важна улога во одбраната на Република Северна Македонија и мојата улога во таа комплексна задача беше секогаш многу цената, прво како лингвист, второ како жена, бидејќи мојот пристап кон разузнавачките проблеми и предизвици е малку поинаков. Во Агенцијата за разузнавање никогаш не постоела родова дискриминација. Јас никогаш не сум ја почувствувала, особено што па дури и во последните години, кога пред да заминам во пензија, дури 47% од раководните функции беа управувани од жени. Ова е позитивен пример кој треба да се следи. Но во Агенцијата за разузнавање родовата рамноправност меѓу мажите и жените е исклучително важна заради разновидноста на квалитетите, разновидноста на вештините, разновидноста на познавањата и пристапот на мажите и жените. Тоа е една комплексна средина во која ние се надополнуваме едни со други и затоа е многу важно да постои таа меѓузаемна почит меѓу мажите и жените. Затоа јас тука би сакала сега малку да се повикам на еден бестселер кој што сите верувам го знаат, нели вели мажите се од Марс, а жените од Венера и на многу пријатен и ведар начин ја прикажува разликата меѓу мажите и жените, начинот на однесување, начинот на облекување, начинот на размислување, пристапот кон родителство. Значи сите тие работи се различни. Значи за да зборуваме за родова рамноправност, треба да разбереме прво дека ние не тежнееме кон дека мажите и жените се еднакви. Не, различни се. И тоа треба прво да се разбере и прифати за да зборуваме за родова правична застапеност во институциите и комплементарно да се надополнуваме. Во секое општество постојат стереотипи кои влијаат. Присутноста на тие стереотипи се чувствува без оглед тоа што јас лично немам почувствувано родова дискриминација, но неправедноста и непринципиелноста, понекогаш и непочитувањето на мерит системот се присутни и тие треба што побрзо и што полесно да се разбиваат. Но не да се разбиваат со разни сувопарни предавања, туку да се разбираат на начинот подобро е да се информираме отколку да се дискриминираме. Речиси секогаш во март се наведува дека треба да се зголеми бројката на жените во полицијата и да се поддржи нивното кариерно напредување во секој сектор. Но што вели реалноста? Дали таа кореспондира со овие цели? Република Северна Македонија има воена академија. За прв пат имаме жена врховен командант. Во однос на активностите и мерките што се преземаат за привлекување жени за кариера на професионални војници и вработување во овој сектор, се забележува зголемување на бројот и разновидноста на активностите, како и на обемот и интензитетот на нивното спроведување. Жените се помалку застапени на раководни позиции во органите на спроведување на законот, што би можело да се припише на стереотипите поврзани со работењето во полицијата.
во нашата држава може да се каже дека согласно податоците од 2024 година на раководни позиции жени во категоријата раководители на централно ниво, процентот е 28,7%, што е добра бројка, која што се должи на позитивните политики на раководството во Министерството за внатрешни работи, кои даваат се поголема поддршка и ги инспирираат жените кои што се припаднички во безбедност во полицијата да се приклучат да бидат дел од раководните функции во Министерството. Се повеќе жени се пробиваат во средното раководство, иако напредокот на повисоко ниво е се уште незначителен. Жените лидери се од суштинско значење, не само како носители на одлуки, туку и како модели кои ги предизвикуваат стереотипите и ги инспирираат помладите да планираат иднина на лидерските позиции во полициската професија. Униформ е едно од здруженијата кое што сака да ги пренесе знаењата и вештините кои би можеле да придонесат за унапредување на сегашната состојба. Она што го имам работено во Министерството за внатрешни работи во изминатите 30 години додека работев таму, доста на раководни позиции, претежно во областа на правните работи, управувањето со човечките ресурси, работење со институцијата генерално во целина, со полициските аспекти, со се она што е значајно за една таква институција. Целта беше да тоа искуство сега го пренесеме од другата страна, да малку безбедносната сфера ја гледаме од надвор, значи не од внатре, бидејќи кога сте внатре имате една перцепција за незината работа, меѓутоа кога тоа искуство и знаење можете да го пренесете на еден поинаков начин, малку порастеретени, бидејќи кога не сте дел од институцијата и сте послободни во тоа, можете тоа искуство да го пренесете и да придонесете за подобро функционирање на самата институција. Последниот извештај за напредокот на состојбите на еднакви можности за мажите и жените во органите на МВР е од 2023 година. Според податоците од овој извештај, 17,8% жени се на раководни позиции во полицијата, додека севкупната застапеност на униформирани жени во МВР изнесува 7,95%. Неуниформирани жени кои работат во полициски станици е 4,91%, а како овластени лица 7,5%. Што се однесува до вклученоста на жените од помалите заедници во безбедносните структури, податоците говорат за 2,2% албанки, а само 0,13% ромки работат на различни позиции во МВР. Во последната генерација на полициски службеници 2023-2024 година, од 508 новопримени полицајци, само 92 биле жени. Денес се многу повеќе присутни, за разлика од некој временски период пред 30 години, бидејќи во тоа време немаше ни европски директиви, ни наговестувања дека треба многу повеќе да се работи во таа област. Сега работите се многу посменети, значи се применуваат одредени аспекти во подобрување на таа сфера. Можда се уште недоволно, меѓутоа свеста е зголемена и е на многу повисоко ниво. И тоа се гледа преку одредени законски решенија, се гледа преку одредени стратегии, преку примена на директиви. Можда, според моje мислење, некои аспекти се малку повеќе декларативни отколку практични. Треба се уште да се превземат чекори за подобрување на родовата еднаквост, меѓутоа има многу голема разлика од тоа што било некогаш и од тоа што е сега. Заложбите за зајакнување на жените во полицијата пред се однесува на едукација, промоција на образованието и обучување на жените за совладување на соодветни вештини и завршење на полициските работи. Понатаму менторски програми за поддршка на идните жени лидери на лидерски позиции во полицијата, организирање на семинари и работилници кои што ќе ги јакнат и ќе ги понатаму лидерските капацитети и обуки за менаџерски позиции на жените во полицијата, интензивна промоција на полициската работа, истакнување на придонесот на жените,
со цел суштинска промена на општествените перцепции и привлекувањето на таленти од женскиот пол и промовирање на учеството на жените во одлучувањето. Исто така подигнување на свеста кај креаторите на политики за важноста од вклучување на жените во полициските редови, особено во делот на раководниот кадар. Понатаму потребата од зголемување на бројот на жени и јакнење на учеството на жените во сите нивоа на полициско работење. Македонија е држава во регионот со највисоко учество на жените во униформа во Министерството за одбрана и вооружените сили. Сепак, и покрај позитивните трендови, неопходно е да продолжат напорите за привлекување на жените кон работни места во Министерството за одбрана и во вооружените сили и да се подобрат условите за напредок на жените во кариерата и нивно задржување во службата. Во печатницата Гоце Делче во селото Горно Врановце во Велешко е испечатено списанието Македонка во ноември 44-та. Ова е првото женско списание на македонски јазик. Првата уредничка на ова списание била Веселинка Малинска, како и Вера Николова, Благојка Дамниева Кузмановска и Лилјана Манева Савелич. Меѓународниот ден на жените во 1945 година го нарекувале прв празник во слобода. Таа година 8-мартовскиот митинг во Скопје бил закажан во 14 часот. Освен во Скопје, митинзи имало и во другите градови низ Македонија. Од 1976 година за учеството на жените во НОБ се наоѓаат 5752 биографски белешки на партизанки. 141 жена од Македонија го носи признанието Партизанска споменица 1941 и 7 жени се прогласени за народни херои: Мара Нацева, Оливера Јоцик Вера, Ибе Паликуќа, Естреја Овадија Мара, Елпида Караманди, Вера Ацева и Фана Кочавска. Во 2000-та е донесена резолуцијата 1325 на Советот за безбедност, која го дава темелот врз кој се заснова работата за давање на моќ и сила на жените во разни професии денеска. Резолуцијата афирмира улогата на жената во превенција на конфликти, во мировни преговори, во градењето и одржување на мирот, во хуманитарни мисии и во постконфликтни операции, реконструкција на општествата. Резолуцијата ги поттикнува државите да ја зајакнат и зголемат улогата на жените во општеството. Повеќе жени во безбедносниот сектор, повеќе мир во светот. Тоа беше се за денес во оваа приказна. Довидување!